ова само толку. Предпоследен пат се гледаме во Очекувања. Јас и Нино ве поздравуваме и нема да должиме, си продолжуваме таму каде што застанавме претходното видео. Недела 17 август. Буда вели: тука и сега. Елија. Да. Елија се исклучила. Билан за недела. Очекување 48, пријатели 1, времена поврзаност 1 минута. Понеделник, 18 август. Буда вели: напредувајќи со овие 3 чекори, ќе дојдеш поблизу до боговите. Прво, зборувај ја вистината. Второ, не дозволувај да те надмине лутината. Трето, давај, иако имаш многу малку да дадеш. Елија го одблокирала Феникс. Елија. Здраво, Феникс. Феникс. Елија! Мислев дека веќе нема да ми пишеш. И јас исто. И што те натера да го смениш мислењето? Една блескава молња, би можело да се рече. Како си? Не можеше да спиеш? Не, сега сум малку поблизу до ѕвездите. Од балконот на овој хотел се гледаат многу ѕвезди што веќе не постојат. Барем ни останува нивната светлина како сведоштво на нивната приказна. Значи не си дома? Не, на плажа, на закрепнување. Веќе почнав да се сеќавам, Феникс, на деновите што и претходеа на несреќата. Тоа е одлично, Елија. И како се случи? Благодарение на вкусот на една инфузија, чија чајот. Веднаш штом го пробав, почнаа да ми навираат сеќавања. Или, подобро кажано, сеќавањето на еден дечко. Кога и го кажав тоа на Су, таа ми сугерираше на една можност за која размислувам со часови без да ги тргнам очите од ѕвездите. Сакаш да ја споделиш со мене? Да, ама пред се сакам да ти зборувам за него. За дечкото кој беше со мене кога ми се случи несреќата. Маркос. Моите родители ме излажаа, Феникс. Јас не бев во никакво такси. Бев во автомобилот со него. Сега го знам тоа. Сигурно си слушнал за Аквасорт, нели? Велат дека е неверојатно место, обкружено со ѕидовите на еден огромен аквариум. Ноќта кога го запознав Маркос, ми рече дека ќе ме одведе на тоа место, каде што играат рибите, за да може да вечераме во длабочините на океанот. Се чини невозможно да се дојде до маса без да се резервира неколку недели претходно, ама неговиот војко работеше таму како главен келнер и ќе се обидеше да не внесе. Сепак, не стигнавме никогаш. По патот почна да врне. Јас бев многу нервозна затоа што автопатот беше ужасен. И покрај тоа, Маркос ме натера да верувам во него. Знаеш што ми рече, Феникс? Што? Ми рече: не грижи се за бурата, затоа што под водата не врне. Беше прав поет, Маркос. Токму во тој момент еден автомобил удри во нас. Блесок на светлина е последното нешто на кое се сеќавам се додека не се разбуди во болницата. Родителите велат дека ми рекле за таксистот за да не ме повредат. Сега сум толку повредена што не знам ни што да им кажам. Па така се затворив тука на балконот и ти пишав. Мислеле дека тоа е најдобро за тебе? Тоа не ја менува нивната лага. И за Маркос? Што знаеш? Ништо. Му вртев откако се сетив на се, ама мобилниот му е исклучен и не знам како да го најдам. Ниту пак разбирам зошто тој не се обидел да стапи во контакт со мене. Единственото нешто што ми паѓа на ум е премногу одвратно и немам ни сила да го изустам. Гледам.
Никогаш не ти зборував за првата индивидуална сесија што имав со психологот, нели? Она за двете сеќавања? Не, ми немаш зборувано. Вежбата се состои во објаснување на тоа кое е моето највесело сеќавање, а кое е најстрашното. Ксавиер велеше дека така ќе ја вежбам меморијата. Во тој момент не можев да го направам тоа. Сега пак на вистина ми е јасно кои сеќавања би ги избрала. Сакаш да ти кажам? Секако, ако сакаш. Моето најстрекно сеќавање е од концертот на Реджина Спектор, на кој бев неколку дена пред несреќата. Во животот сум била и на други концерти, ама нејзиниот беше толку посебен и толку различен од останатите. Првен поради неа, затоа што никогаш не сум се трогнала толку слушајќи некога. Второ, затоа што беше првиот концерт на кој отидов сама. Ниту еден од моите пријатели не можеше да дојде со мене, а имав преголема желба да ја видам Реджина во живо за да го пропуштам тоа. Си бил некогаш сам на некој концерт, Феникс? Без никој со кој би морал да зборуваш помеѓу песни, без никој што ќе ти го одвлекува вниманието? Чувството дека уметникот пее само за тебе е страшно. И трето, затоа што таму го запознав Маркос. Предпоставувам дека нашето започна како секоја друга љубовна приказна, ама за мене беше посебна. Ниту една приказна не е како некоја друга, Елија. И уште помалку ако е љубовна. Моето најстрашно сеќавање беше кога се разбудив од кома. Верувај ми, не е како на филмовите, а јас имам гледано многу. Немаше музика во заднина, ниту светлина која се прелеваше од прозорците, ниту пак познати лица што плачат од среќа, ни прегратки, ни бакнежи. Барем не во првиот миг. Се разбудив рано наутро. Не се сеќавам што сум сонувала, ниту пак дали го посетив небото или пеколот. Едноставно, наеднаш повторно станав свесна за своето тело, за истутканите чаршафи под грбот, за главата потпрана на една перница која беше премногу тврда. И тогаш ги отворив очите и видов само темнина. Мислев дека се уште спијам и дека никогаш нема да излезам од тој сон внатре во друг сон, внатре во друг сон, внатре во друг сон. Мислам дека почнав да врескам, иако можеби само прошепотив нешто кое за мене звучеше како вресок. На некој начин, кој се уште не го разбирам, мојот глас како да го активираше светот, како некој да вклучил еден прекинувач. Потоа ме заслепе светлината во собата и повторно заспав. Кога се разбудив повторно, моите родители беа таму и тогаш сватив дека навистина се вратив и дека не сонував. Не ме прашувај зошто, ама знаев. Можеби беше начинот на кој ми го галеа лицето или нивните преморени, среќни и реални погледи. Или пак, можеби беше мирисот кој го почувствував и фактот дека прв пат после многу време го поврзав со мајка ми. Се чини дека твоето најстрашно сеќавање е истовремено едно од најстрекните? Да, ама исто така бев многу среќна секогаш кога се гледав со Маркос. Мислам дека неговата радост за учење беше она што најмногу ме фасцинира кај него. Беше како никогаш да не му беше доволно, како светот да ќе завршеше и тој сакаше да знае се, да открие се, вклучувајќи ме и мене. Имав желба да бидам малку подобра секој ден, заради него, за него. И затоа не разбирам што можело да се случи. На што мислиш? На тоа дека не разбирам зошто толку лесно заборавил на мене. Можеби ти ќе можеш да ми помогнеш. Јас? Да, ти. Јас не се сеќавав на тебе поради несреќата. Ама, кој е твојот изговор за тоа што исчезна од мојот живот, Маркос? Кажи нешто, што било? Те молам. Маркос, знам дека си ти, не можеш да го негираш тоа.
Кажи ми барем како си. Прашањето не е како, туку каде. Не те разбирам. Би можела ли да сакаш некој што е умрен? Феникс се исклучил. Су. Конечно се вклучи, исчезната. Како си, се наспа? Илија. За да се наспиеш, треба првин да легнеш, а јас не склопив очи цела ноќ. Зборував со Феникс и му реков дека знам дека е Маркос. Су. Тогаш веќе е сигурно? Илија. Мислам дека да. Тој не ми го потврди тоа, ама знам дека сум во права, дека ти имаше права. Су. И јас не бев сигурна, зарем не? И се уште не сум. Само беше предпоставка и да бев на твое место и јас ке имав сомнежи. Илија. Значи, навистина е толку надреално. Нивните гласови звучат толку различно во мојата глава. Кога зборував со Маркос, се чинеше дека неговиот ум никогаш не мирува. Скокаше од тема на тема и од еден наслов на друг, без престан. И покрај тоа, успеваше јас да не се изгубам. Феникс пак се чини дека само мисли на едно нешто, на мене. Да бидам добра, да бидам среќна, да му кажам како се чувствувам. И Марко се грижеше за мене, ама не со толкова сериозност. Затоа на почетокот не го сватив тоа. Ама тој и понатаму не го признава тоа, женска. Што му се случува? Зошто го прави тоа? Не можеш ни да замислиш што ми рече Су. Су. Чекај, Ели, подобро да ти се јавам, па ќе ми раскажеш се. Елија. Океј. Су. Сериозно, Ели, поспи малку. Засега мислам дека не ти значи многу тоа што постојано мислиш на едно исто. Елија. Да, ама мојот мозок работи 100 на саат без да го побарам тоа од него. Су. Ајде, обиди се да поспиеш малку, сигурно си преморена. Елија. Да, така ќе направам. Може би со светлината што ми влегува низ прозорецот ќе имам помалку страв да му се препуштам на сонот. Ке зборуваме подоцна, окей? Помини си убаво со Томи. Су. Сторано, ти одмори се, Смок. Елија. Бакнеш, Су. Су. Будна си? Како се чувствуваш? Елија. Малку подобра. А вие како сте? Се вративте веќе од пикникот? Су. Да, ни се погоди денот. Утре ќе имам брчки од толку смеење. То ми е прекрасен. Елија. Да, одличен е и мислам дека сте убав пар. Су. Навистина го мислиш тоа? Елија. Да, и сигурна сум дека и тој. Су. Добро, не ја менувај темата, сега важна си ти. Некоја новост? Сигурно си добра? Елија. Мислам дека да. Добро ми дојде што зборував со тебе ова утро. Фала што ме трпиш. Су. Тоа што скоро си поверувала дека е мртовец, оној што ти пишуваше ме остави загрижена. Зборуваше веќе со родителите? Елија. Да, повторно ми се извинија. Била дека само сакале да ме заштитат од шокот за да не ми се влоши состојбата. Не знам, женска, како под анестезија сум. И не знам што да мислам. Су. Знаеш дека сум секогаш на твоја страна, ама и јас верувам дека го направиле тоа за твое добро. Иако не бил најдобар начин. Логично е што чекале да ти стане подобро за да ти ја кажат вистината. Елија. Да, тоа веќе не е толку важно. Проблемот е што ни тие не знаат каде е Маркос. Знаат дека го примиле со мене во болницата, ама подоцна го однеле од таму затоа што неговата состојба била многу покомплицирана од мојата. Мајка ми се распрашувала, ама не и дале премногу информации. Су, што ако Маркос починал во несреќата и сега стапува во контакт со мене од другата страна? Су, престани да се глупираш, тоа се случува само во романите. Да беше починат Маркос, ке дознаевте, како што вели поговорката, ако нема вести, тоа се добри вести. Освен тоа, од кога тоа духовите имаат тарифен припејт интернет конекција, мора да е добро, сигурно. Елија.
Се обидувам да мислам дека е така, но тогаш зошто не сака да ме види? Су, можеби не сака ти да го видиш него. Ке мора да откриеш што му се случило. Илија, како? Неговиот стар број ми е бескорисан и секогаш кога му вртам на новиот не ми се јавува. Не знам каде живее, ниту пак каде е сега. Не знам како му е презимето, како да го најдам. Су, остави Шерлок Су да размисли за оваа мистерија. Порано или подоцна ќе направи грешка. Илија, понекогаш ме загрижува количеството на книги што ги читаш, Су, ама во други пригоди ми се чини дека е нешто најкорисно и најпрекрасно на светот. Ке мора да те оставам. Одиме на аеродромот за кратко време и се уште не се спакував. Су, окей, јас ке видам дали картите ќе ни помогнат малку. Ти исклучи се и престани да се грижиш. Цмок. Илија, бакнеш. Томи, good afternoon, Елија. Доаѓаш во 7:30, така? Можеш да излезеш денес накратко. Илија, секако ќе ми дојде добро да се опуштам. Немам воопшто желба да поминам уште време со семејството. Томи, I know, ми раскажа Су. Поради Феникс е, right? Да, поради него, ама сеедно е. Не е праведно да ти се жалам и тебе. Извини. Нема зашто да ми се извинуваш, затоа се пријателите. Освен тоа, попладне сакам да ти побарам уште некој совет за мојата работа. А, да? На крајот се препуштив. Како што ме советуваше ти, се надевам дека постапувам исправно. Сигурно. А ако не е така, ќе научиш нешто ново за следниот пат. Тоа сигурно. Океј, кажи ми за него, за Феникс. Су ми раскажа нешто, ама тишко ми е да разберам. И мене исто, немој да мислиш. Чувствувам дека е кој да е, ме познава подобро од кој било друг. Го видов само 3 пати, ама знам дека ме разбира. Без втори толкувања, без морални осудувања, без ништо. Разбира дури и она што не го кажувам. И секогаш ме слуша дури и моите тишини. Ама ако тоа има некаква смисла и ако на крајот се потврдат моите сомневања и Феникс е всушност Маркос, Су ти раскажа за него? Yes. Па тоа, ако на крајот излезе дека се една иста личност, мислам дека ќе бидам најсреќината и најнесреќината девојка на светот. Каква конфузија од емоции. Да, знам, ама ништо друго не ме радува толку од тоа да знам дека Маркос е жив и е добро. И во исто време, ќе ме боли многу што одлучил да се крие зад маската на Феникс. А ако не е маска, може би тој се сменил до толку што веќе не се чувствува како Маркос. Тоа го вели тој, ама тешко е да се верува во тоа, зарем не мислиш? Што ти вели срцето, Илија? Срцето ми е премногу лудо за да го земам предвид во овој момент. Ајде, дозволи му да зборува. Што вели? Дека верува во Феникс и да, верувам во него. Дека сигурно постои некоја причина поради која се однесува така. Тогаш послушај го и препушти се. Just like me. И ако сгрешам? Секогаш ќе научиш нешто ново за следниот пат, right? Ама имај трпение. Нема друго. Знам дека имаш право, ама ми се чини се потешко. Томи, влегуваме во авионот. Фала за советите. Денеска како никогаш досега се радувам што си одлучил да дојдеш и да запознаеш вистински луѓе. И ја што сум тука. Бакнеш, госпогице. See you later. Биланс за понеделник. Очекувања 9081. Пријатели тројца. Време на поврзаност 1 час и 15 минути. Вторник 19 август. Буда вели, кога ќе запалиш фенер за некого, истевремено си го осветлуваш и собствениот пат. Илија. Здраво, Марион. Марион. Илија, како си? Ми не достигаше. Илија. И ти мене. Навистина ми е жал за претходниот ден, што реагирав така и без никаков мотив и сето тоа
Знам дека беше само искрена. Марион. Се е заборавено, другар. Ми рече Су дека си на плажа, се врати веќе? Елија. Да, тука сум повторно. Ти како си? Што правиш? Марион. Пишувам еден вид мемуари. Ксавиер ми го препорача тоа. Мисли дека така ќе ми биде полесно да ја надминам траумата. Иако јас го прашав каква траума, па одлично сум. Елија. Добро кажано. Марион. Зошто да се залажувам? Предпочитам да не мислам на тоа. Знаеш, вчера дојдоа да ме видат неколку другари од класот и се случи нешто магично. Се сеќаваш на Алекс? Елија. Секако, беше вчера? Марион. Да, и беше единствениот што се однесуваше со мене исто како порано. Останатите ме гледаа со доза на сожалување, како никогаш повторно да не можам да бидам среќна. Елија. Кои идиоти! Марион. Разбирливо е. Поголемиот дел од нив не ме познаваа вистински. Она што ми се допадна кај Алекс е што се однесуваше сосема исто како што го правеше тоа на училиште. Се задржа малку подоцна од останатите. Сега не можеше да ме испрати до ниту едно место, ама остана последен за да биде насамо со мене. И беше единствениот што се поздрави со 2 бакнежа. Елија. И кога ќе го видиш повторно? Марион. Ме праша дали може да дојде денес за да ми го покаже CD-то на еден нов пејач што го открил пред кратко време. Елија. Има тука многу повеќе. Марион. Ајде немој да бидеш баксус и веќе доволно зборувавме за мене. Има ли новости околу мистериозниот дечко? Елија. Многу. Предпочитам да ти раскажам кога ќе се видиме. Ќе излеземе ли на кафе утре? Марион. Секако убавица, имам терапија во болницата до 18 часот. Ќе ме чекаш на рецепција приближно тоа време, па потоа да одлучиме каде ќе одиме. Елија. Одлично, ќе бидам таму. Среќно со Алекс. Ќе ти држам среќа, бакнеш. Феникс. Се уште не ми одговори. Би можела ли да сакаш некој што е мртов? Елија. Го имам сторено тоа. Го поминав животот влюбена во Гери Купер. Знаеш дека не мислев на тоа. Мислев на некој што не е тука, ама бил. Не те разбирам, Феникс. И навистина би сакала да можам да го сторам тоа. Ама мораш да ми помогнеш. Што всушност сакаш да знаеш? Дали би можела да засакаш некој кој мора да се одразува во другите, за да се потсети дека има собствена светлина? За време на еден од нашите први разговори, побарав од тебе да одговориш искрено на 3 прашања. Последното беше дали ме познаваш. Јас одговорив дека не баш, вистина е. Поѓаволите, Феникс, престани со тие игри. Ама Илија, тоа е одговорот. Веќе не сум оној што бев. Кој да беше тоа? Не остана ништо од дечкото кој мислиш дека сум? Твојот ник се однесува на птицата Феникс, огненото суштество кое одново се раѓа од својата пепел. Зарем не е така? Тоа го сакаш? Да, тоа е мојата надеж. Ма можеби ќе ми требаат години за да го постигнам тоа. Или можеби воопшто нема да се случи. Или можеби веќе почнало да се случува. Јас можам да ти помогнам ако ми дозволиш. Ама морам да верувам во тебе. И ти да веруваш во мене. Никој не може да ми помогне, Елија. Ги напуштаме нашите соништа поради стравот од неуспех или поради она што е полошо, поради страв од успех, велеше Шон Конери во откривајќи го Форестер. Мојот проблем е што немам што да добијам, а и да изгубам. Веќе изгубив премногу. Не може да поднесам и ти да исчезнеш. Во твои раце е да не се случи тоа, Феникс. Одговори ми на едно последно прашање. Те молам, само на едно. Поред. Некогаш, во минатото, во друго време, те погледнав во очите
и те викав Маркос? Да, го стори тоа. Феникс изличи. Биланс за вторник. Отшукување 1368, пријатели 2, време на поврзаност 30 минути. Ајде. Среда 20 август. Буда вели, ништо не е вечно, освен промената. Су. Еј, кај си? Елија, здраво Су. Мајка ти веќе ти го врати мобилниот? Су. Да, среќа што денеска и дадоа нов, затоа што ако треба да поминам само уште еден ден исклучен од светот, ќе ме стрефи нешто. Елија, леле колку претеруваш, па вчера бевме цело утро заедно. Су, па за тоа сакав да зборуваме. Не ми кажа дека сте се договориле со Томи да се видите завчера. Елија, ах не, мислев дека го знаеш тоа. Су, само што ми кажа тој сега. Што криете вие двајца од мене, проклетници? Елија, јас? Ништо. Су, а тој? Елија, тој, не знам, негова работа е тоа. Су, Елија, зошто не ми кажавте и мене? Што се случува овде? Што не знам? Елија, Су, смири се малку, не ти кажав ништо затоа што Томи сакаше да ми побара совет во врска со една тема. Затоа излеговме само ние двајцата. Су, една тема? Која тема? Елија, топ секрет. Су, Елија, Боже, престани со тајните, ќе дојдам веднаш кај тебе дома и ќе те малтретирам се додека не ми признаеш. Елија, па не е моја тајна и се едно е како ќе ме измачуваш затоа што ветив дека ќе ја чувам тајната и нема начин да ме натераш да ти ја кажам. Мора да те оставам, се гледаме вечерва. Право во ресторанот, така? Су, да, ама овој разговор не е завршен, моја сакана Елија, само да знаеш. Елија, бакнеш. Феникс, добро вечер, Елија. Тука си? Елија, јас би требало да ти го поставам тоа прашање тебе. Зарем не си ти духот Маркос? Маркос го напушти овој свет одамна. Препочитам да продолжиш да ме викаш Феникс. Во ред, ама и понатаму не те разбирам. Да беше мртов, немаше да зборуваме преку хартбитс. Никогаш не се знае. Душите комуницираат на различни начини. Зошто да не е преку новите технологии? Знам дека не си мртов, затоа не шегувај се со тоа. Не можеш да го правиш тоа. Не треба. Ке се задоволам со тоа што сум дел од твојот живот на овој начин. Елија, тука си? Извини, излезена сум на вечера и ме испокараа што зјапам во мобилниот. Со кого? Со мојата најдобра другарка и со еден дечко од другата страна на океанот. Иако илјада пати повеќе би сакала да сум со дечкото од другата страна на екранот. Ама мислам дека е забрането. Духовите не би требало да се мешаат во светот на живите, зарем не? Така е, треба да останат на маргините. Јас сум лош пример, го знам тоа. Се уште морам да се навикнувам на мојата нова состојба, ама за тебе би се обидел. И зошто не продолжиш да ги кршиш правилата и не дојдеш да не видиш Феникс во овој момент, да ти ја пратам адресата? Не можам да го сторам тоа, Елија, жал ми е. Предпоставував. Знаеш, секој утро се будам мислејки. Може би денеска е денот. Може би денеска Феникс ќе ми каже дека сака да ме види. И секоја вечер си легнувам малку потажна, ама со истата надеж дека може би тоа ќе се случи наредниот ден. Те молам, Елија, не ми ги кажувај овие работи. Ме убива кога го читам тоа. Не може да се убие оној што вели дека е веќе мртов, зарем не? Страв ми е, Елија. Знам дека не може да се надпреварувам со живите. Но ако ти ме заборавиш, она малку што остана од мене ќе исчезне за секогаш. Елија се исклучила. Биланс за среда, очекувања 1505, пријатели 2, време на поврзаност 31 минута. Се исклучуваме и ние тука и се гледаме во наредното видео.